според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги посетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ви информирам дека до почетокот на седмицата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот за денешната седмица, предложен е следниот одлука за утврдување на предлогот за успоставување на меѓуопштинска соработка на општина Битола и општина Девихиса и точка 2 решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за успоставување на меѓуопштинска соработка на општина Битола и општина Девихиса. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Нема. Кој е за вака предложениот дневен ред? Молам да дигне рака. Ако може процедурално. Ако може процедурално. Значи, кој е за предложениот дневен ред? 16 за, против, воздржани? Нема. Значи, навистина не знам зашо би било процедурално, да видите сега себе стандард процедура и никаде не е нарушена процедурата. Меѓутоа, повелете. Не се нервирате, ќе ви дам збор, повелете. Иванчо Тошевски каде. Благодарам, председателе. Значи, процедуралната забелешка е во делот на членот 26 од статутот на општина Битола. Истиот тој член е пресликан во член 52 од деловникот за работа на Советот на општина Битола, каде што добро стои дека седниците на Совет ги свикува председателот на Совет по иницијатива на председателот на Совет или 1/4 од советниците. И во истиот тој член, доколку се свика седница по истиот тој член, стои дека најдоцна во рок од 15 дена, меѓутоа материјалите кои што, значи денот, часот, местото на одржување на седницата на Совет и материјалите кои се поврзани со прашањата на седницата која што ќе се дискутираат, значи треба да ги добиеме како советници најмалку 7 дена пред почетокот на седницата. А додека во член 53 стои добро како треба да се организира и да се повика вонредна седница на Советот на општина Битола. Зборувам за деловникот за работа на Советот на општина Битола. Така да сметам дека оваа седница е спротивно и на статутот свикана спротивно и на деловникот за работа на Советот на општина Битола. И ова не е прв случај ваков и имајќи во предвид хаосот во кој што се наоѓате, најверојатно нема да биде за жал ни последно. И сето ова зборува колку вие ги почитувате институциите, кои гласачите ви дале доверба да раководите, да ги водите овие институции, колку ги почитувате институциите, тоест сето ова зборува колку ги почитувате гласачите кои ви ја дале довербата. Благодарам. Благодарам, Габриела Илиевска. Почитувани председателе, ќе бидам многу кратка, бидејќи морав да изреагирам како координатор на советничка група. Вие многу често сакате да кажувате дека ние не ги знаеме правилата и прописите по кои се водат седниците. Меѓутоа, мислам дека е крајно некоректно како координатори кои прифаќаме, поточно е јас како координатор кој до сега не се има спротиставено на ниедна ваша одлука за термин на седница, за било што, денес да дозволите материјал за точките да добиеме 5 минути пред седницата, прво. Второ, комисија за оваа седница беше закажана во 9 часот, истата почна во 9:45, значи во 9:45, на истата почнавме без материјали, откако изреагиравме ни дадовте материјали и на крајот да биде уште посложена цела таа приказна,
ни кажувате дека сте ни ги пуштиле материјалите, ама ние не сме ги добиле. Сметам дека е деградирање на институцијата, сметам дека ова е веќе темпо кое редовно почнавте да го користите и мислам дека не е во ред да се злоупотребува проблемот со превозот на учениците на ваков начин. Бидејќи сите ние тука дојдовме, сакаме да го решиме проблемот, меѓутоа кога некој не ви дава основен материјал за работа, кажете ми како може вие да гласате или да учествувате во работата на овој совет. Ви благодарам. Ви благодарам. Односно првата процедурална забелешка, знаете дека и претходниот пат и сега ви повторувам дека начинот на свикување на седницата е сосема во склоп со деловникот и со статутот на заработење на овој совет и имам право на овој начин по барање на дел од советниците или по барање на градоначалничка да свикам седница во рок од 15 дена од моментот кога се е доставено барањето. Седницата е свикана веднаш на редниот ден поради итноста која треба да ја постигнеме заедно во координација со Советот на општината Демирхиса. Што се однесува до втората забелешка, материјалот след вчерашната координација ви беше најавен на денешната седница. Кога беше стигнат материјалот на линк на Совет на општина Битола, веднаш ве известив дека ќе имаме на редниот ден седница и дека треба да се препушти материјалот. За жал никој од нас не го доби материјалот, најверојатно се работи за некаква грешка, иако службите ме убедуваат со свој допис кој сега ви го доставија дека тој материјал бил пуштен вчера. Од кога видовме и ние дека нема материјал доставено, беше испечатени двете одлуки и беа доставени, меѓутоа во овој дел не знам каде настанал проблемот со тоа што не добивте во текот на вчерашниот ден материјал, не добивте не само вие, туку сите советници не добија материјал. Кога утврдивме дека нема материјал, беше испечатен материјал и го добивте на текот на седницата. Што се однесува за почетокот на седницата и за кога почнува седницата на комисијата, во право сте, секој треба да се грижи и да го почитува туѓото време, бидејќи седницата беше закажана во 9 часот и требаше советниците да дојдат во 9 часот. Она што јас се обидувам да го направам е тоа што она што го закажува како седница, да бидат точени седницата да почнува на време, она што се внесува како совет. Меѓутоа, другото ќе мора сите заедно да се придржувате до седниците. Преминуваме на првата точка, одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Демирхиса, се гледаше на комисијата за статут и прописи и председателот на комисијата за статут. Благодарам, председателе. Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола одржа седница на 25.9.2019 година со единствена точка на дневен ред одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Демирхисар. Точката од дневниот ред беше изгласана со 3 гласови за. Благодарам. Благодарам, отворам претрес по првата точка, дали не била разбор. Иван Чукошевски. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани представници на медиумите. Заклучокот е еден. Хаосот во кој што се наоѓате продолжува, континуирано, продолжува и го храните тој хаос и секој дневно, тој хаос само го зголемувате. Наместо да пристапите кон реално решавање на проблемите, вие упорно се трудите хаосот да биде што е можно поголем. Сега пред малку дознавме на комисија дека и покрај тоа што денес имаме седница која е спротивно на статутот на општина Битола и деловникот за работа на Советот на општина Битола, денес сега пред малку на комисија дознаваме дека едноставно џабе ви е сето ова брзање кога овој превоз додека се завршат процедурите, начинот на кој што вие планирате да го организирате, најмалку 45 до 60 дена ќе потрае од денешната седница.
Така да прво не знам за каде се брза. Тука се предложени цени кои што треба да ги издвои, финансиски средства кои што треба да ги издвои општина Битола кон општина Демирхисар, каде што стои дека општина Битола поделено по месеци вкупно ќе изврши уплата на жиросметка на сметката на општина Битола на општина Демирхисар за 164 наставни денови, односно вкупна сума вели од 649.000 денари или 10.500 евра. Наведено дека се трошоци за гориво, основен сервис на 3 возила, гуми за 3 возила и надоместок за прекувремена работа. Забелешката наша, што ние, како советници, ниту пак јавноста, во моментов нема информација зошто оваа цена, зошто сметате дека токму ова е вистинскиот начин, тоест зошто дека оваа цена ќе биде пониска од цената која што ќе се добија со постапка за јавна набавка. Значи моето прашање на комисија и сега до вас, колеги од мнозинството, ако некој може да образложи, е следно. Сметам дека најнапред требаше да се, доколку се одлучивте еве на овој начин да го решавате проблемот за превоз, значи најнапред требаше да се воспостави еве ова меѓуопштинска соработка, да се распиши постапка за јавна набавка заедничка со општина Демирхисар и општина Битола по истиот овој модел на кој што сега се решава организирањето на превозот на ученици, да видевме кои се цените што ќе се добие на таа постапка за јавна набавка и да направеше општина Битола пресметки, еве според пресметките на општина Битола, значи 10.500 евра би биле доволни, и тогаш ќе можевме ние да споредиме дали на овој начин поевтино кошта организирањето на превозот на ученици или можеби по пат на постапка за јавна набавка. Во овој момент такво нешто нема. И срамота е за сите вас до еден. Срамно на после 2 години власт да немате реална визија на кој начин да се реши превозот на ученици, иако тоа беше она што во опозиција вие најмногу критикувавте и цело време зборувавте дека имате решенија за сите проблеми. Цело време тоа го зборувавте. Колеги од мнозинството, пошто не добив одговор на комисија, сакам да ве запрашам, што се случува со учениците од општина Реси? Што се случува со учениците од општина Крушево и другите околни населени места кои што и до околни општини од каде што ученици секојдневно патуваат до општина Битола? Истиот проблем го има и таму. Меѓутоа, сега испаѓа дека учениците од општина Демирхисар треба некој приоритет да имаат во однос на учениците кои што доаѓаат од општина Ресен или од некои други општини. Навистина не ве разбирам. Ниту јас, ниту јавноста ве разбира. Голем број на нејасноти. Зборувате за заштеда, меѓутоа цифри за заштеда нема. Немаме како да направиме споредба. Ниту граѓаните да ги увериме дека на овој начин ќе се направи заштеда, ниту пак нас советници. Ви благодарам. Благодарам, председатели, почитувани колеги, почитувани минуми. И дека јасно е дека опозицијата сака во овој момент да ги изврти добрите, корисните и позитивните одлуки кои ги носи ова политичка гарнитура, заради тоа што тие кажуваат дека нема визија и цел, јас го кажам спротивното, повеќе од видливи се јасните заложби и намерата за да се воспостави поефикасен, поевтин и подобар транспорт на учениците во општина Битола и учениците кои ги превезува општина Битола до училиштата во нашиот град. Целта е јасна, со набавката на 4 екоавтобуси кои веќе е отворена постапката во нашиот град. Целта е јасна со набавката на 4 екокомбиња кои ќе се случат во најбрз можен период и целта е јасна со формирањето на новото паркинг предпријатие и предпријатие за превоз на патници кое започна со работа
во своите надлежности и ќе започне со работа за превоз на патници во општина Битола. Сигурен сум дека анализите во одреден период ќе покажат големи заштеди, поефикасен и поевтин транспорт во споредба со тоа на каков начин во изминатите 10 години ги превезавте учениците во општина Битола, на каков начин ги задолживте училиштата во нашиот град, средните и основните, и на каков начин ги направивте дубиозите во буџетот на општина Битола со недомакинско и несовесно работење. Се сложувам со вас само во една работа, дека навистина голем период работиме на оваа тема, меѓутоа навистина се големи проблемите кои оставивте после вашето работење и третирање на оваа проблематика. Ви уверувам вас, колеги, а и уверувам и граѓаните на општина Битола, дека после само краток период, после набавката на тие 8 транспортни возила, еко возила кои се очекува да пристигнат во општина Битола само за неколку месеци, и текако дека ќе бидат минимизирани проблемите со транспорт на ученици и патници во нашиот град, и текако општина Битола ќе книжи заштеди во трошењето на финансиските средства, се со цел пренамена на тие финансиски средства во други работи како што го прави осовременување на самите училишта и други активности во нашиот град. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој баран збор? Иван Чотошевски. Колега Илиевски, очекував да кажете конкретни бројки. Истите тие паушални некои предвидувања, кои ги слушавме на комисија, истото го зборувате тука од говорница. Зборувате за ефикасен и ефективен превоз на учениците. А превозот планирате да го правите со комбето од јавното предпријатие Водовод и со автобусот од општина Битола. Склучуваме договор со општина Демирхисар, која што во моментов никој не знае од вас да кажи дали има лиценца за превоз на патници. Зборувате за набавка на 4 еко автобуси, за кои планирате да потрошите 1 милион евра, и тие 4 еко автобуси кои ќе коштат општина Битола, тоест граѓаните на општина Битола, 1 милион евра, планирате да ги вратите во рок од една година. Барем така беше презентирано тука. Меѓутоа никој од вас немаше тоа доблес да излезе во поширока јавност да го каже. Цело време зборувате транспарентност, цело време се повикувавте на јавни дебати. Хајде, дајте јавна дебата да видиме дали би се сложиле граѓаните 1 или 2 години од функционирањето на општина Битола да бидат целосно замрзнати, затоа што ќе треба дополнителни 1 милион, значи сите тие 1 милион евра ќе треба општина Битола во една година да ги врати. И повторно ќе ве прашам, дали некој од вас може во моментов да излези со конкретни бројки како ние би заштедиле со набавката на 4 автобуси, на кој начин ќе се користат, како ќе се користат, за кои линии ќе се користат, колку сега не кошта по овој модел на кој што вие го организирате превозот. Значи, дајте долгорочни економски анализи да видим. Во моментов само зборувате за некаква набавка, зборувате за јавното предпријатие дека сето тоа вие сега зборувате дека сигурен сум дека ќе имаме заштеда. Врз основа на што сте сигурни? Истото го зборувавте и кога тука ги воревме завршните сметки на јавните предпријатија во 2018 година, за работењето за 2017 година. Истото го кажавте. Во моментот кажавте тогаш дека нарачани се веќе ревизии и почекајте, немој многу да кажувате да се фалите дека домакински се работело, кога ќе стигнат ревизиите. Па 2 години помина, уште ги чекаме ревизиите. Вие тоа го зборувавте. На предпоследната седница истото го кажавте. Почекајте, кога ќе дојде завршната сметка, тогаш ќе видиме дали ќе биде реализирана програмата за уредување на градежно земјиште и со каков процент на реализација. Цело време чекаме, и ние и граѓаните чекаме, цело време. Затоа очекував, конкретни бројки.
конкретни бројки. Ако сте биле сериозни и ако искрено и сериозно сте настапувале пред граѓаните и додека сте биле опозиција и сега кога сте власт, значи вие требаше сепак да имате некоја јасна визија, јасен модел. И разбирам дека групниот дел од проблемот наречен превоз, кој вие го критикувавте како проблем, всушност вие ги создадовте најголемиот дел од проблемите во превоз. Самите вие ги создадовте. Значи, вие требаше да имате за покрупните проблеми во делот на превозот, да имате конкретни решенија и јас признавам, еве најискрено зборувам, дека ВОД разбирам ВОД да ги решавате некои помали проблеми, што е многу нормално. Меѓутоа, вие се уште немате јасна визија, јасна цел, значи, после 12 години опозиција, што само критикувавте, и 2 години еве власт, значи се уште немате јасна визија, јасен модел, на кој начин ќе се надминат сите овие проблеми. Благодарам. Визијата и целта е јасна. По 80 години ваше владење, повеќе од 2,5 милиони евра направивте долгови спрема основните и средните училишта во нашиот град, а ние, после само 2 години владење, ги одблокиравме истите училишта. Вие не можете да помислите да набавите средства за превоз, односно автобуси и комбиња, ние тоа го правиме. Значи, после само, можем комотно да кажам, некад од прилика 2 и нешто години период на владење, ние ги одблокиравме сите училишта, кои вие ги заглавите со транспортот, и ние правиме набавка на повеќе од 1 милион евра на 4 транспортни возила. Ако тоа не е визија и цел, кажете дали е подобро да ги дозаглаваме училиштата или да ги одблокираме училиштата и да направиме ново предпријатие, како што направивме ново предпријатие, и ќе го совремиме со најмодерни екоавтобуси. Мислам дека повеќе од јасна е целта, визијата и прогресот на општина Битола за ова прашање. Колега Илиевски, треба да бидете искрен одговорница и да кажете дека најголемата заштеда во делот на превозот ја направивте на грбот на граѓаните, на грбот на родителите чии дечиња одат на училиште, независно дали одат во основно или во средно образование. Треба да ве потсетам дека 2018 година дека воопшто не му се рефундирани средства на родителите за 2018 година. Учебната 2018-2019 започнавте со рефундирање на средства и тоа само на дел на тие чии фискални сметки по некоја случајност дечината ги зачува. И бидејќи бевте ефикасни во работењето, ви требаше за да направите калкулација, ви требаше долг период да помини, иако истиот модел за рефундирање на средства беше понуден од наша страна, како ВМРО, ДПМН и коалиција, кој претходно го одбивте, започнавте по истиот модел да рефундирате средства и тие фискални сметки, за жал, добар дел од нив беа избледени, остарени и не му ги вративте. И на тие што ги чуваа фискални сметки дечина, не му ги рефундиравте средствата на нивните родители. Правите заштеда во јавниот превоз на грбот на граѓаните кои сега плаќаат по високи сметки, за разлика од претходно, сега плаќаат по високи сметки од сите околни населени места. И тоа значително повисоки сметки плаќаат за јавен превоз. Тоа е вашата визија. Ќе штедите пари на неработење и ќе штедите пари
на грбот на граѓаните. Тоа е вашата визија, тоа е вашата мисија и цел. И каков е тој ефикасен јавен превоз, ефикасен јавен превоз на патници? Значи, одете долно Оризар и разговарајте со граѓаните. Да видите со какви превозни средства ги носат до град. Ако ова е вашата визија, дека на грбот на граѓаните и со неработење ќе штедите пари, тогаш навистина тешко на сите нас во општина Битола. Ви благодарам. Турски. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, гости медиуми. Точно ова итност со која што статутарно е закажана денешната седница, со единствена точка на дневен ред, и нашата бројност во оваа дискусија е доказ колку денешната власт ги почитува гласачите. Односно, колку проблемот кој што ВМРО ДПМН го создаде со нерешавањето на тешкиот проблем превоз на учениците во општината, ни задава проблеми и во втората година од работењето на новата локална самоуправа. Да, точно срамота е, кога ќе излезете на говорница, да не знаете дека имаше јавна набавка, не е точно дека немаше јавна набавка, до овој период и лани во текот на целата година. Исто така, да ве потсетам, колеги од опозицијата, дека на учениците кои што уредно, и тоа може да го потврдат сите раководители, директори, вработени во училиштата, почнувајќи од професорите, од класните раководители и така натаму и директорите, дека им беа рефундирани средствата посебно за ова линија, за релацијата Битола до Демирхизар. Тоа може да се докаже. Да, точно, имаше доцнење заради председателските избори, меѓутоа факт е дека на сите ученици, дури и оние кои што беа подготвени да тужат и покрај тоа што со учениците и со родителите, беше разговарано во повеќе наврати дека ќе им бидат рефундирани после завршувањето на председателските избори, парите кои што учениците ги даде, односно нивните родители, и тоа навистина се случи. Значи, заклучокот е дека имаше до овој период јавни набавки, дека нова релација не беше постигната онаа цена која што беше проектирана. И тоа е доказот дека цената која што денес ни е дадена на разговарање, значи темата, нема да биде таа цена повисока од онаја која што досега била. И уште еднаш апелирам, значи кога ќе излеземе на говорница, мораме да разговараме со факти. Дали учениците од Демирхизар се во привилегирана позиција? Како мислите во привилегирана позиција? Вие имате фактичка ситуација, односно податоци како е решен превозот со Ресен и со Крушево? Дали има ученици од Крушево? Како е решен со превозот на ученици Ресен, Битола, Ресен и од Ресен до околните места? Така да, уште еднаш апелирам и до вас, председателе, и до вас сите колеги советници, дека дигнитетот на ова говорница го правиме ние. Без разлика дали ќе дојдеме подготвени, дали ќе дојдеме помалку подготвени, дали материјалите ни дошле во овој момент, што се согласувам дека не ги добивме материјалите, ги добивме конкретно за оваа точка пред да ја отвориме седницата, не ги добивме, јас не ја добив содржината како што на комисија беше потврдено. Меѓутоа, кога ние тука ќе излеземе на говорница, максимално непочитување на нашите граѓани кои сите тука нас не одбраја, и кога зборуваме без факти, манипулираме и измислуваме и уште се спуштаме на тоа ниво да упаѓаме и да упатуваме лични навреди. Поголема навреда од тоа да се зборува спроти бројките нема, а бројките се јасни. ВМРО ДПМН ја заглави на Битола
во делот на образование со 4,5 милиони евра. Овој долг, односно блокада на училиштата, траеше долго време, некои училишта од 2011, некои од 2012 година. Таа блокада, работењето на оваа локална самоуправа ја реши. И училиштата, со исклучок на едно, се одблокирани. Значи тоа е факт и преку фактот никој не може да помине. Проблемот за решавање на задолжителниот превоз на ученици со задолжителното образование го имаа сите општини. Од претходната власт и во претходната власт. Меѓутоа, ниедна општина не познава ваков проблем со 10 од 18 блокирани училишта. Значи, оваа говорница е говорница да зборуваме со факти, а не да зборуваме како да си сме на широк сокак на кафе. И фактите велат дека во Велес немаше блокирани училишта. А кај нас блокирани беа од една причина. Превозот и нерешавање на превозот. Во Прилеп немаше блокирани училишта. Во Куманово немаше блокирани училишта. Во Скопје, во Штип, во Струмица, во Охрид. Побарајте и зборувајте со факти. Благодарам. Благодарам. Гаврила Илиевска. Почитувани присутни, искрено немаше ни да станам да зборувам оваа седница, бидејќи, како што кажав предходно, немав материјал, не знаев зашто се работи, ниту пак сега можам да зборувам за она што денески се одлучува. Зошто станав? Станав заради она што го кажа колешката предходно и потполно се согласувам дека секој кој ќе стане на говорница треба да има факти, бројки, да знае што зборува и така натаму. Меѓутоа, една работа мене денес не ми е јасна. Како може, ако сите го добивме материјалот пред 10 минути и ако сите сме запознаени со она што ќе се случува пред 10 минути, колегите од власта стануваат и со факти ги бранат работите, ако пред 10 минути ги разбрале податоците кои се наоѓаат во самите точки. Јас може би сум помалку интелигентна, меѓутоа сметам дека за некој да излези со факти, треба да има предвреме информации за сето она што го зборува, за сите оние бројки кои ги наведува и така натаму. Од она јас што го прочитав денес, или пред малку, пред 5 минути, не можам да зборувам со факти, бидејќи како прво не знаеме дали општина Демирхисар има лиценца за вршење на превоз на ученици. Кога прашавме, никој на тоа не знаеше да ни одговори. Второ, сето она што се кажа беше на предпоставка дека најверојатно ќе се прави на тој начин и најверојатно ќе се прави на овој начин. Јас не можам да разберам како кога се работи за деца, што ќе се случи доколку се случи некоја пример сообраќајна незгода. Многу пресно беше сообраќајната незгода кај Ласкарци, кога заврши со жртви. Да, може би звучи морбидно, меѓутоа ние тука како совет носиме морална одговорност и сепак гласаме за деца и за она што се нарекува превоз. Јас во ниеден момент не сум била против решавање на овој проблем, и ако некој зборувал од оваа говорница за тие милионски суми кои се заглавени училиштата, сум била јас. Меѓутоа повторно ќе прашам, бидејќи тука се изнесуваат бројките, дали некој од оваа локална самоуправа во овие изминати 2 години покренал некаква било каква постапка за злоупотреба на службената должност на оние кои беа претходно на функциите директори на училиштата. Да, не сме истражен орган, меѓутоа доколку некој се сомнева во тоа, пред да ја превземи функцијата, треба да направи ревизија и да излези со бројки и факти тоа да го побара. Бидејќи досега јас немам слушнато такво нешто, да, мене ми е чудно зашто никој не изреагира. И на крајот, ако грешам, поправете ме, председателе, меѓутоа до вас никој не пројави конфликт на интереси, меѓутоа мислам дека колешката Костурски има конфликт на интереси, мислам дека не може да гласи по точката број 2. Благодарам. Бидејќи сега го слушнав името на луѓето кои ќе бидат задолжени за ова проблематика. Ви благодарам. Добро. Зоран Стојчевски по прв пат. Може, ако сака реплика колешка.
председателе. Да, се јавам за реплика, затоа што бев повикана именично. Јас мислам дека имаме проблеми со комуникацијата. И ќе ги повторам фактите, што ние, колегите од позицијата, ги знаеме. И многу лесно можете да ги проверите. Тоа не се факти кои што се измислени пред седницата или во 17:01 кога не убедуваа на комисија од администрацијата дека ни е пратена пораката, која што јас повторно кажувам не ја добив, односно не ги добив материјалите. Значи, 4,5 милиони евра е фактот што јас го кажав. Фактот што го кажав е дека имаше јавни набавки, не е точно дека немаше. Проверете. Фактот што јас го кажав е дека проблемот со учениците и превозот на учениците од општината Ресен и од ресенските блиски населени места села и е решен. Дали има ученици од Крушево? Проверете, ќе видите. Фактот дека од 2011 и 2012 10 училишта беа блокирани, и тоа го споменав. Проверете го. Фактот дека во општина Прилеп проверив. Не зборувам напамет, не зборувам паушално и не ги извртувам тугите зборови, затоа што секој кој што ќе излези на говорница, без разлика дали ќе зборува со факти или не, го почитувам првенствено како човек, потоа како колега, а понатаму како мој ученик, како мој соученик, како мој колега од некоја друга заедничка активност и така натаму. Проверив, факт е дека во Велес немаше блокирани училишта. Лично проверив, барав информации и дека во Куманово немаше. Да, колеги, и во Струмица немаше. Значи, проблемите произведени во оваа општина се факти што јас лично ги кажав на говорницата. И ги знам, не заради тоа што сум во некаква подобра позиција од останатите рамноправни колеги 31 во овој совет, туку заради тоа што сериозно се имам сватено работната задача советник. И кога станувам, не сакам никој лично да го навредам, меѓутоа не сакам да зборувам без факти. Благодарам. Благодарам. Габриела Геевска. Изгледа точно имаме проблем во комуникацијата. Јас, кога станав на говорница, реков дека со се сложува. Не знам кај не се разбравме. Да, тие се фактите. За Демир Хисар, за Крушево и за Прилеп ниту ме интересира, искрено да ви кажам, бидејќи не живеам таму, не гласам таму и не носам одлуки таму. А за Битола, посебно јас и градоначалничката како претходен советник, точно ги знаевме и бројките и колку беа задолжени и колку беа блокирани. Она што јас го побарав како факти беше за точките денес. И пак тврдам дека еве една од работите кои мене не ми се јасни е дали општина Демир Хисар има лиценца за превоз на ученици. Јас колку што знам, тие комбиња се купени за сопствени потреби, а учениците не се вработени во општина Демир Хисар. И не знам, оти не се разбирам. Еве, тоа го извадов како заклучок од 5 минути што прочитав. Јас само прашвам дали ние можеме денес да разговараме за ова, бидејќи не ги знаеме основните работи. И да, точно, за да гласа некој треба да има факти и да ги знае целосно работите, а никој од нас толку не е способен тука во 10 минути да знае точно секој член од овие проценки, од овие решенија, од овие предлози, да може да ги реши за 10 минути. И на крај крајва ние не носиме одлуки сами, имаме луѓе кои не гласале, најверојатно треба и со нив да се консултираме. Тоа беше мојата изјава и мојата заложба, дека не може на ваков начин да се носи ваква одлука. Инаку никој не рече дека сум против да се реши проблемот со превозот на учениците. Во ниеден момент. Ви благодарам. Благодарам. Стојчевски Зоран. Почитувам председателе, почитувани колеги советници. Значи, излезов на говорницата да разрешиме некои дилеми или факти. Се спомна зборот хаос. Значи, вие сте во хаос и
не знаете што правите и така натаму и така натаму. Јас прашувам кој го направи хаосот. Значи тој хаос што беше направен во минатото, ние денес овде вадиме жешки костења и го решаваме. Хаосот во превозот на образованието. Од оваа говорница, мене ми е жал, има, да, тука се колегите од, еве го, колегата тука Енкуловски, значи знае што сме зборувале. Сум зборувал конструктивно и сум прашувал кој е направи грешката? Министерството за образование, законодавецот што ја обврза општините да организираат превоз. Општина Битола во тој момент кога ги исклучуваше договорите со превозниците и така натаму и така натаму. Значи некој го создал тој хаос и ние дојдовме во ситуација да го решаваме тој хаос, затоа што спомнаа колегите колкав е хаосот. Затоа што има обвиненија против одредени личности во Транспортер 1 и Транспортер 2. Не обвинувам никого. Може луѓето во тој момент не можеле да најдат решение и така постапиле како што постапиле. Тоа е нивна работа, обвинителството нека се реши работата. Значи заради тој превоз има и обвинителни акти. И сега, кога треба да решиме одреден проблем, ние овде се расправаме 3 часа дали децата треба да бидат превезени или не треба. Согласно законот треба да бидат превезени. Ние мора да најдеме начин. Ние сме тие што треба да дојсиме одлука на каков начин ќе ги превезиме или ќе му обезбедиме сместување согласно законот за локална самоуправа и согласно законот таму за средно и високо и основно образование. И што е тука спорно? Кога сега напаѓаме, си немале документи или не знам што? Ние треба да им обезбедиме превоз. Значи на тие деца мора да им обезбедиме. И сега ќе им обезбедиме, сакаме да го решиме проблемот или не ќе? Или сакаме да излеземе пред медиумите или на говорницата овде колку сме ние силни, колку вие не знаете да работите, колку ние знаеме да ве критикуваме и така натаму. И дајте друго решение. Еве ова не чини. Ево, велиме, денес нема да го дојсиме овој превоз, нема да ги носиме децата до Демникисар, дајте предлог што треба да правиме. Треба да му обезбедиме превоз или не треба да му обезбедиме превоз? Па дали имала лиценца или нема лиценца општина Демиркисар и така натаму, нека го решаваат тоа, има законски институции, нека си побараат лиценца, нека си добијат. Ние што треба да стори? Ние треба да го решиме превозот на тие дечиња. Значи цело време не критикувате. Рефундација не му правите, превоз не му возите и така натаму и така натаму. Дайте предлог, што треба да направиме? Истото треба да го направиме со Транспортер. Истото треба да го направиме. Требаше да го продолжиме тоа што тогаш се случуваше во претходната власт. Истите тие цени да ги примениме и да ги заглавиме училиштата уште 5 милиони евра. Значи мачивме да ги деблокираме. Блокираните училишта, овде беа сите директори каде што ги прашувавме како се снедуваат. Знаат колегите од претходниот состав. Значи блокираните училишта носеа и други проблеми. Тогаш не прашувавте, кога прашував овде како се снедуваат со средства за хигиена, директорите ќутеа. Кога прашував како се снедуваат за кредит и така натаму тие основни материјали што му треба во училиштата, повторно директорите ќутеа, зашто така им беше речено од вашата власт. Затоа што на терет на родителите носе од дома да купуваат хреди и сунгери и така натаму и така натаму. Затоа што блокирани беа сметките токму заради тој превозот. И сега овде велите ова не чини. Дајте конкретно решение. Ако имате друг предлог, јас ќе го прифатам. И на крајот само ќе ве запрашам. Треба да го решиме проблемот или не треба да го решиме? Ако треба да го решиме проблемот, дајте ова да го гласаме. Ако не треба да го решиме, да не го решаваме. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг го разбор? Иван Чертошевски. Обвинувањата стигнуваат од ваша страна. Обвинувањата стигнуваат од ваша страна дека не говориме со факти. Значи, факт е дека правото кое што со закон му е гарантирано на бесплатен училишен превоз на голем број од учениците му бешеускратено во ваше откако вие дојдовте на власт. Тоа е факт. Факт е дека учениците, тоест родителите на тие ученици, не ги добија назад средствата кои што требаше општина Битола да му ги рефундира. Причините ги искажав претходно. Факт е дека на тој начин вие штедите во превоз. Факт е дека граѓаните на околните места добија повисоки билети за јавен превоз. Факт е. Факт е сега пред малку на комисија слушнавме дека превозот за општина за учениците кои доаѓаат од општина Ресен се уште не е за сите решен. Сега тоа на комисија го кажа.
Не го измислив јас. Сега на комисија пред малку лицата што беа присутни од представници од општина Битола тоа го кажа. Никој не зборува со лаги. Факт е дека советници од претходниот состав на Советот на општина Битола, кои тогаш беа дел од опозицијата, факт е дека говореа дека треба да се работи на промена на методологијата со која што се пресметуваат, со која што се одредува висината на блок дотација. Ради спецификата која што има општина Битола. И факт е дека тој проблем се уште не е решен. И факт е дека се тоа што го правите во овој цел период од 2 години не е решавање на проблемот. Тука е само амортизирање. Амортизирање на проблемот. Конкретно трајно решение, значи се уште нема. И факт е дека зборувате за сите процеси кои се во рамки на СЈО, кое што видовме како заврши. Факт е дека да, вие не го продолживте транспортер, каде што вкупната сума на договорите по кои се обвиненијата околу 350-360 илјади евра, факт е дека не го продолживте транспортер, ама си го продолживте со еден друг проект наречен Реке. Кој сега, еве, последно некаде се движи сумата помеѓу 8,5 и 12 милиони евра. Факт е. И тоа е факт. А дека треба да се реши превозот на ученици, треба да се реши превозот на ученици. Очигледно, моделот кој што вие го нудите се уште нема конкретно решение. Значи 2 години се уште дискутираме во Советот тука на општина Битола за превоз. Никој не рече дека не треба да се реши. И сме биле максимално конструктивни како опозиција. Ние од тука сугериравме и од ова говорница и на комисија дека најнапред кога започнавте со објавување на постапките за јавна набавка, откако вие дојдовте на власт, цело време укажувавме дека начинот на кој што се конципирани тие постапки кои се однесуваат на превозот, дека нема да доведат до решение, дека нема да доведат до склучување на договор. И факт е и се испостави дека тоа што го зборувавме е вистина. Погледнете ги наназад постапките, сите постапки за јавни набавки од делот на превозот, ќе видите. Најнапред планиравте посебен превоз, па стигнавте до многу повисоки цени од претходните цени, па потоа се обидувавте некој си други со некој друг начин да го организирате сето тоа, меѓутоа факт е дека и тоа испадна неуспешно. Па тек дури после година и нешто се одлучивте да ги субвенционирате стопанствениците, пак со пари на граѓаните. И на крајот од денот, она што е важно да го знае јавност е вистината. А вистината е дека превозот, организирањето на превозот кошта толку колку што кошта. Значи таа една сума, вкупната сума која што независно дали граѓаните, дали општина Битола, дали училиштата, значи организирањето на превоз кошта толку. Согласно цените на горивата во моментот, согласно трошоците кои ги прават стопанствениците, независно дали тој јавен превоз ќе го вршат приватни стопанственици, приватни превозници, дали ќе го врши општина Битола, значи сите тие трошоци толку колку што коштаат, толку се. Вие сега преку некој нов модел се обидувате да им кажете на граѓаните дека ќе заштедите. Да, како што кажав, ќе заштедите затоа што општина Битола сега субвенционира приватни превозници, ќе заштедите затоа што граѓаните од околните населени места плаќаат повеќе, заштедивте периодов наназад затоа што голем број ученици останаа без право на бесплатен училишен превоз. Ете во тој дел се заштеди. И нормално, она што ви беше главен проект во цел овој изминат период, факт е дека е проектот Реке. Значи вие половина мандат го потрошивте во организирање на рекет и сега половина мандат во бегање од одговорност. Ви благодарам. Благодарам, председателе, почитувани присутни.
Останавте и вие од СДСМ и вашата верна коалиција со истото орудие кое што го користевте кога бевте во предизборна кампања, со истите лаги и манипулации пред граѓаните, заради тоа што во овие 2 години ништо не успеавте да направите. И веќе, да ви кажам искрено, мене ми се смачи да го повторувам тоа, ама очигледно ниту вие, ниту Наташа Петровска нема гајле во тој поглед. И натаму, значи, продолжувате и не се срамите да зборувате овде и да ги ставате на гилотина пред време да ги осудувате луѓето, а станува збор. Сигурна сум дека и вас длабоко ви е јасно за политички монтиран процес, чишто висок патрон, највисок патрон во моментов е во шутка. После одењето во шутка на Катица Јанева, немате причина, зошто сега ќе се префрлам на превозот. Веднаш, председателе, немате причина да се занимавате со тоа и треба само да се срамите. Конечно треба да ви проработи совеста, а за вулгарно узурпираниот државен имот, еден ден исто така ќе одговарате и многу јасно ви е зашто зборува. Кога сме кај превозот и денешната одлука, која што ја носите под името одлука за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Демир Хисар, значи немам што да ви кажам друго, освен дека ова е чиста импровизација, ова е чисто кршење на законите и процедурите. Значи, единствено може да ви се честита за неумешноста врвно манифестирана во овие 2 години по потрага да го организирате превозот на учениците, кој што патем е номинална обврска на општината и на градоначалничката, но вие за жал не можете со тоа да се справите. Затоа, пред да се влезе во било што, од овде повикувам, значи под опрен глас да си реагираат органите и да си проверат 2 работи. Дали сето ова што се презема е законски или е грубо кршење на законите, и втората работа, конечно, бидејќи кривичните пријави се уште имате лагодност да ви стојат во фиоки, да се провери чија е кривичната одговорност што 2 години учениците во Битола немаат обезбеден превоз. За квалитетот на образованието нема да ви зборувам. Страшно реагирате на зборовите хаос, но, повторувам, ова е страшна импровизација која што ја правите вие и градоначалничката Петровска, и веќе нема лезет да се зборува ниту за проекти, ниту да се повикуваме натаму на нечија совест. Мислам дека најголемојот излез од овие проблеми се предвремени избори, но во Битола треба да бидат и локални. Или барем да очекуваме оставки. Значи, еве, без да ми го одземате, заминувам, меѓутоа сериозно треба да размислувате за оставки. Ова повеќе вака не оди. Добро, се во ред. Ви сваќам вашите желби, ама ќе почекате малку. Дали некој друг бара збор до оваа точка? Бидејќи некој не бара збор, да заклучуваме претресот и првата точка. Ја ставам на гласање, кој е за, молам да крене рака. Се избирувам. 6, 9, 12, 13 за. Значи првата точка е одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 3, 6, 10, 12, 13 за. Против? Нема.
Преминуваме на точка број 2, решение за именување на членови. Констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на втора точка, решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Демирхисар. Пауза 5 минути. Може од место. Комисията за мандат и прашање избори и именување на Советот на општина Битола одржа седница на 24.9.2019 година, на која расправаше за прво решение за именување на членови на заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Демирхисар. По разгледувањето на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за мандат и прашање на Советот го поднесува следниот извештај. По првата точка од дневниот ред, Комисијата за мандат и прашање избори и именување предлага да се именува Владимир Прчков, дипломиран сообраќајен инженер, и Хине Георгиевски, дипломиран правник. Комисијата гласаше со 3 гласа за. Благодарам. Добро, и благодарам. Иванчо Тошевски, кој бара збор? Иванчо Тошевски, говорите. 5 минути пауза. Благодарам, 5 минути пауза. Отворам претрес по втората точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и решението, го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 15 за, против, воздржани, 1. Констатирам дека решението за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Демирхисар е усвоен. Со тоа